Нема потреба паника затоа што нема потреба паника затоа што нема потреба паника затоа што нема паника затоа што Нема нешто за паника. Чак Норис, која треба да утепа мува, му се јавува на Стојан Шангелов. Чак Норис, која треба да распали скара, да разгори, му се јавува на Стојан Шангелов. И погрешна процена е направена. Не се огнените скакалци криви за пожарите у Македонија. Стојанче, гледате, карате упражњава тамо на терен. И уште кој ќе ги распалува. Знаеш која брзина е тоа, бе? Он не е свесен, не велам дека он крив. А он ќе му текне карате да прави тамо. И ќе распали пожаром. Многу е брз, Стојанче, извини. Извини, знаеш, ама стварно си брз. Нема таква мува што може да избега од одбранбен потек. Али така добро умеѓу време, доека се утврди дали Стојанче ги пали пожариве, тоест ги распалуе, друг ги пали, Олин ги распалуе со своите потези, овој не е лошо да веруваме дека огнени скакулци ги палат пожарите. Знаете како ќе искочи на крај? Дека огнените скакулци и огнените момчина од Дуи ја палат Македонија. Пошто се огнени, кој си огнен, а ние имаме исто име Огнен. Ја не познам некој огнен кој ше млак човек. Ја познам 20 огнени, ни еден од нив не е млак, веројатно. Омен ест, номен ест омен. Името е знак. Името многу не опишува нас. Тоа ви е исто како ние што носат мајци со одредени конкретни написи, реченици, мисли. Види му е мајцата, ќе знаеш што има напис на мајцата, не како е логично некоја порака, реченица, максима, ќе сватиш што човек имаш работа. Написот на мајцата никогаш не е далеку од карактерните особини на тој што ја носи. Да знаете тоа. Само по написот на мајца може да процените некого до кај му досега онака. Не знам што е работава со огнениве скакулци, али ја едно обраќање имав на Facebook, кај што кажав дека сум убеден дека зад пожарите у Македонија стојат диверзанти, стојат луѓе убацени кои што имаат за цел да дестабилизираат власта, да наметнат паника, страв кај граѓаните, да загрозат животи и тоа се тоа значи со јасна намера и цел. Да се предизвика чувство на небезбедност, чувство на несигурност и евентуално да се направи во јавноста негативно мислење кон владеачката структура. Тоа се легитимни методи на субверзивни активности на секоја странска земја или внатрешни непријатели кога сакаат да се дестабилизираат државата. Тоа се легитимни средства, како што се легитимни средства и на власта да тргне да се пресмета со нив и да ги стави тамо каде што треба да ги смести. Гледате дека ја знам од време на време и да ги искритикувам ВМРО. У последно време некои работи не ги повторам затоа што сум ги кажал неколку пати, не ќе ни да се повторувам, а сметам дека ако се некои паметни тоа ќе го сватат и дека нема потреба на паметен човек 100 пати да му објаснуваш. Само ќе им кажам една работа. Гледате ли како секоја ваша грешка со каква воодушевување се пречекува во таборот кој што сака да ве смени од власт. И не само со воодушевување, гледате со каков самопрегор таа се
се фризира, се развива, се шминка и се удира одредена козметика, па тоа трае, не пуштаат, ко питбули се. Последно беше ова со младински олимписки игри, кој што ги преземал градот да ги организира, кој што нормално сите се одговорни тука, која више си преземал таква светска, оваква или европска, уствари беше манифестација спортска. Проблемот е у сето тоа, што не еден човек крив, ај сега сите по Борко ке мааме со дрвја и камења. Еве ќе ви кажам и зашто. Зашто јас зборам цело време дека треба подитно, радикално, брзо, во блицкриг да се менуваат работите. Да се истераат на видело сите курназлаци, криминали, заебанци, диви градби, миви градби, пожари, можари и така натаму и така натаму. Да се постапи по сите незаконски дејства насочени против сопствениот народ, што ги презема минатата власт на Зоран Заев, на Ковачевски и сега на овие на сегашниот шеф на СДС, кога беше у таа влада на Заев министерите, за време на короната, скандалите, болницата модуларна у Тетово, лекови, мекови, вакцини кинески. Знаете колку скандали има тој Филипче? Не е отворено тоа негово поглавје од таа негова кариера политичка. Кога имате многу вакви неразчистени работи, мислите дека кога ќе дое некоја ваква пообична работа, која не е обична, но обична успоредба со овие да организираш некој голем спортски настан, дека еден човек може да биде крив за неговиот дебакл или за лоша изведба или за лоша организација? Прво, кратко ќе се обратам сега. Прво, врз основа на шо градот понудил кандидатура за младински олимписки игри, кога сите знаеме, најобичниот човек знае дека Македонија нема прво капацитети за сместување на 4, 5, 6, 7, 10 илјади спортисти. Абе, капацитети немаме. Основната работа. Да не тргам понатака, што да не беше Самсоненко, ќе немавме ни една асолна сала у Скопје. И Борис Трајковски, она што гледате таа, ако се сеќа некој добро, требаше да биде сала од 15.000 гледачи на времето. Така беше замислено, јас сум го видел тој првиот проект, 13 или 15.000 гледачи. Сега е таква каква што е 6-7.000 гледачи собира со онаа монтажна трибина. Сакам да кажам, требаше да биде многу по-функционална и многу по-луксузна сала од тоа што излезе, нели? Што ја имаме денес. Самсоненко ја направил на аеродром, топ. Човеков кој што два пати стана европски шампион во ракомет со Вардар, кој што фудбалскиот клуб Вардар го однесе таму у групите. Нас нешто не ни одговараше. Направи сала, хотел таму до салата. Ја мислам да по некоја игра на случај да останеше денес, може Вардар у Лига на шампиони ќе гледавме тоа групите. Може ќе изградеше уште еден хотел. Русија се викаат, ој Путин ќе окрстеше. Ама нема везе, ќе има вмушен хотел капацитет поише за евакви кога има ситуации некој голем спортски настан. Може и уште некоја сала ќе изградеше. Може и некој стадионче плюс ќе направеше. Кој го знае? Не можеш да знаеш. Моабетот ми е друго. Кога си нешто решен да смениш од корен, вистина да се справиш со сите демони во твоето општество, во твојата држава, што ја прават слаба, никаква, ранлива. Со самото тоа што ќе тргнеш во борба против сите тие внатрешни демони, што ја држа таква каква што е заробена, слаба, никаква, изолирана. Во истиот момент ќе се спојат, малце ова звучи мистички, ќе се спојат сите сили во космосот и ќе почне да те прати среќа. Ќе биде тешко на почеток, ќе изгледа невозможно, ќе има и жртви. Жртви, мислам, не мора у физичка смисла на збор, него сакам да ти кажам, мада и у таква. Но после некоја време космосот ќе знае, ќе сте награди заради тоа. Затоа што твоите намери биле автентични, позитивни.
резултат на високо морални принципи, на желба да го победиш злото, што ти ја држи државата таква каква што ти е, слаба, никаква, утепана, неорганизирана. Кај нас треба да разберете, години наназад е све ствар на врзани садови. Една несреќа ја заменува друга. Едно премрежје го заменува друго. Една грешка ја заменува друга. Знаете зошо? Затоа што никој не се дрзнал да го пресече тоа коло на пехот. Како да го наречам? Тој мајепсан круг. Тој причинско последователен однос на разни негативни околности кои што создаваат на крај совршена бура или трагедија. Дали ќе наречете вака или онака таа трагедија, дали свеедно. Не можеме да излеземе од тој мајепсан круг, а тој мајепсан круг се излегува само со конкретна акција. Со влагање со копач. Дрвово што скапува од корен да го откопнеш. Со копач. Затоа ако ги зборам овие работи, ги зборам од една друга страна, како да ви кажам, од некоја кажано со прост многу јазик да може секој да го разбере, но со една филозофска димензија. Не очекувај дека космосот ќе заигра во твој прилог. Ќе заигра за тебе ако си лешпер и зихераш цело време. Ако немаш муда да направиш ова, немаш муда да направиш ова, правиш компромис овде, правиш компромис онде. Ни вода, ни киселина си. Господ не исплукал од својата уста затоа што сме биле студени или жешки, туку затоа што сме биле млаки. Ние сме млаки. Млак народ, млака држава, млака нација, млако како што сакате млако. Сакате оргазам јак, сакате катарза, сакате промена. Не може да има. Доека не расчистиш глава со намерите, што ми е целта, што сакам да направам, каде одам. И да поставам цел на висока летвичка. Тогаш силите на космосот, филозофски кажано, мистички, ајде ќе се здружат да работат и за мене. Ќе се деси нешто најневеројатно, најнеочекувано, ама така ќе се спојат секогаш силите да бидат во наша корист, нас да не потурнат напред. Ама со лешперење никогаш она лешперење или чекање некој друг да ти ја заврши работата. Или од конформистички причини, или од вака или од така. У таа смисла, не е Борко проблемот, не е Сашо проблемот, не е Станко проблемот, не е Марија проблемот, не знам Сашка, не знам кој тамо. Кој да е на тоа место да се погоди? Од кој да е партија? Ке му се деси пех. Кај шо едноставно ради X причини и да сака нема да може да реагира. Или ќе биде миниран, и да има најдобри намери ќе биде миниран. Нема да може да изведе до крајот на све што му е замислено у глава. Го знаете тоа дека е така Македонија. И да имаш најдобри намери, ако не си брутален, ако играш по правила на некое цивилизирано однесување, никога, секогаш ќе се најде некој што ќе ти направи сопка и нема да ти дозволи таа своја визија што имаш да истераш до крај. Па затоа и паѓале илјадници влади, не само Македонија, на други места. Дури кога имале најдобри намери, паѓале зашто еден ударен момент не биле доволно брутални да пресечат. Да речат ако продолжиме вака, да одиме по овој трк, прашање на време кога ќе бидеме сопрени од нашите непријатели на тој пат. Кога ќе бидеме минирани, како се вика, компрометирани, издефимирани, сопнати, со прост народски јазик кажам. И се додека не станете, ова на власта се однесува. Јас ја поддржувам власт, отворено кажувам. Кој се сака нека мисли. Затоа што верувам дека можат да истераат многу работи на видел. Но мора како власт, ВМРО, ДПМН, мора да покажете малку одважност, да преземете одреден ризик, да бидете поопасни.
Поопасни у смисла поодважно да се спротивставите на некои негативни појави, групации, ликови кои што ви работат за вашата глава. А вие ги оставате премногу близко. Да, дела, држи ги твоите пријатели близко, ама твоите непријатели уште поблиско. Само е проблем ако не ги третирате како непријатели. Убаво е да го држиш непријателот многу близко, ама да си свесен у секој момент дека ти е непријател. Ама ти да го држиш близко, а да мислиш дека ти е пријател, мајката на сите заеви, драги мои ВМРО-вци, мајката на сите заеви. Грешките што се направени, се направени. Еве уште еднаш. Направите тоа што треба да се направи. Тргнете да го правите неочекуваното. Оно што сите ваши непријатели мислат дека немате муда да го направите. Да бидам па-народски искрен. Ке видите колку брзо ќе завртите све на ваша страна. Вклучувајќи ги она што кажав мистичко, филозофски, сите сили на космосот ќе ги донесете на ваша страна. Само ви треба добра волја, цврста волја. Еден да каже, еден да пресече. Вака, само ќе влагате у грешка, од грешка у грешка, ќе дозволите ентропијата внатре да се развие. Ентропијата, знаете, има нон-стоп се шири, а не можеш да ја вратиш назад, која веќе ќе се роди, ќе се активира, ќе почне да се храни уште поише од секоја грешка и после нема враќање. А зошто? Зошто? Зошто пак да дозволите најголемото зло на Македонија утре пак да дојде на власт? Зошто бе да им дозволите? Зошто да им дозволите на сите нивни финансиери, странски држави, навладени организации, Курсе тресе, експозитури на цијамија? Зошто да дозволите утре да ве сменат од власт just like this? Кога можете вие нив да им се да им се покакате на плановите, да бидам покултурен. Ве обвинуваат цело време за некоја селективност. Покажете колку сте неселективни. Имате шанса. Власта е лостовите на власта се у ваши раце. Да им покажете колку сте неселективни. Ај, знаете што значи тоа? Океј. Ке апсам и мои, што им биле рачињата у мед, што сме ги фатили со рачињата у мед. Ама тоа значи, драги наши партнери во парламентарната демократија во Македонија, драга опозиција, тоа значи ќе тргнеме и по вас. Ама ретроградно наназад. Гарнитури, ваши премиери, секретари на влада, министри. Ако гори, брате, како што горат сега шумите сите у Македонија, нека гори све и вака на политички план. Ама ќе тргнам тоа да го правам. Па ако треба до 91 ќе стигнам назад. Што да се разбереме, свесен сум дека е тоа невозможна мисија, но не мора до 91 да стигнете. Тоа ќе мора да отворите и многу други работи. За жал, што треба да бидат многу одамна отворени, а не беа. Секогаш беа спречувани. Токму од непријателите најголеми на оваа држава, почнувајќи со приватизацијата, која што беше една од најкриминалните у бивша Југославија направена туку во Македонија, па понатаму со лустрацијата, која што пак беше, како се вика она, сакам кажам, не знам речам, тргнавме нешто да средуеме, да вадиме тие досијата, да видиме кој све бил соработник на службите за државна безбедност у бивша Југославија, кој земал бенефиции на сметка на тоа и кој им правил кариера на сметка на тоа, и чии деца и внуци правеле кариери на сметка на тоа што нивните татковци или дедовци биле информатори у службите за државна безбедност или кодош или шо да е. Јоп, и таа лустрација не се изведе како што треба до крај, све беше тоа како мачката со опашката, селективно чисто у моментот некои политички опоненти само да се тргнат, да се дифамираат, и никако тоа не заврши. Како што никако не заврши ништо у Македонија. Како што никако не заврши ни 2001, првиот голем херпес после приватизацијата, таа на економски план, овој на еден безбедносен план, голем херпес на лицето на македонците и на македонскиот народ. Затоа што изгубивме војната.
Вториот херпес територијалната поделба 2004 на општини. Вториот голем херпес на лицето на Македонија. Огромен херпес. Третиот херпес. Уште поголем од претходните два. Промената на името. Четвртиот херпес. Договорот со Бугарија. Премногу херпеси. Премногу. Колонија на херпеси на лицето на Македонија. Херпес до херпес. Каде води тоа? Сваќате зашто треба хируршки нож? Не знам како да објаснам другачие, луѓе. Не смеете да ВМРО ДПМН, не смеете да дозволите злото СДС да се врати у било која форма. Не дека ја се у моментов ми е паника, се плашам дека они ќе се вратат брзо. Не. Сум им кажал да забораат дека они брзо ќе се вратат на власт. Но тоа вас не треба да ве опушта да си терате по некоја, како да кажам, инерција да си владееме. Не бе, луѓе, една година сте на власт. Имате шанса да поправите многу работи. Да искорнете од корен многу дрва на злото што се посадени овдека во Македонија. Хируршки да отстраните дел од херпесите барем. Барем два. Барем два од тие 4 големи што ги имаме на лицето. Немаме ние, како да ви кажам, бе, луѓе, немаме ние друга опција. Па сега вие лесно да заебете работа, па да дојде, имаме некои други што се исто така што ветуваат, па они да дојдат на власт. Немаме, бе. Немаме. Ако не ги смислиме. А не можеме да ги смислиме затоа што се така правилата на игра во Македонија, не можеш да ги смислиш. Баш како нас и да имаш финанси да направиш некоја нова партија, ако видат у старт дека честно тргаш дека нема никад да стигнеш до парламент да станеш парламентарна партија. Никад. Никад без помош од најголемите играчи од службите за безбедност. Никад. Таа голема играрија за ебанција ти да направиш партија, што е од најчесни ова е составена и така да влезеш у парламент. Невозможно е тоа. Ако немаш одредена поддршка од него. Или да му одговара на некој поголем од тебе, да те напари парламентарна партија, колку да му мочеш усупата на другиот, на опонентот. Така да, другаче, јок. Не е ова Данска, бе, луѓе. Требаше да се тоа да го научите. Пошто не е Данска, дајте време конкретни дејства да покажете дека сте ја заслужиле секој промил на доверба од македонскиот народ, од сите оние кои што со радост ве гласаа пред една година и уште ве поддржуваат. Не се откажале од вас. Само не си создавајте нови непријатели, немате потреба. Власт е во ваши раце. Тргнете малце поодважно. Ја видовте таа смртоносна самодоверба во очите на Стојанчев, кој направи мувана и дури у гард застана вака доле рацете му беа. Сега ќе потпали со тоа потезите уште некој пожар, ама Стојанчев не се љути, шала ево. Али стварно, брате, тоа е брзина, бе. Па нема таква скара што ти не би ја потпалил со тој потек. Се зеза малце. ВМРО ДПМН. Овој народ уште верува во вас. Немојте да го разочарате. Немојте. Направете нешто. Ви реков и што е уште од поодамна. Направете нешто за нешто конкретно да се смени. Да видиме промена. Да видиме систем кој што е функционален, кој што се грижи за своите граѓани,
кој што не ги остава на цедило своите граѓани. Народ кој што е посреќен, кој што има поголем стандард, кој што може да си дозволи да седне да јаде кај сака, да отиде на одмор кај сака. Толку треба и да се осети безбедно во сопствената држава и гордо. Да знае дека никој не може да си игра дрмдупка со неговото достоинство. Особено не кај него дома. Кај него дома ќе се почитуваат неговите правила што важат во неговиот дом, ничии други. Толку треба. Се надевам не ми земавте за зло, мислам, секој од вас, што малце така бев подолг и по-експлицитен, ама се надевам дека ме разбравте. Стојанче, ти си брат Терминатор, свака част.